Луд сум по тебе, па би те одбрал само тебе. Ова се насловите на песните зад кои се потпишува дечкото кој сериозно одлучи да настапи на македонската музичка сцена. Александар Тарабунов, гостин во ексклузив. Здраве, добре ни дојде. Добре ни дојде. Дали си подготвен за уште една жешка емисија? Секогаш подготвен. Да расчистиме со Тара може, така? Жешка ќе биде. Од неодамна ни настапи на Макфест. Песната, можам да кажам дека набрзо станува хит, иако не освоили некоја награда, сепак добро се движи. Добре, јас со години веќе настапам на Макфест и знаеш, тоа биле детски денови кога знаеш ти било битно дали ќе земеш награда, али мене оваа година ми беше многу битно да го направам тоа што го направи. После сцената кога се симнав, извадив нов спот. Одличен. И бев, да, фала ти, и бев фокусиран на спотот. Ја не знам ни дали сум влегол во финале. И не ме не интересираш искрено, али ми беше битно да испромовирам песната на фестивал, да го вратиме и заедно со Роберт направивме некоја стратегија да им покажем и на помаливе генерации како е да се дружиш на Макфест. Значи, ние 24 сати се дружевме и само си изборевме со Роберт. Роберт, чувај глас, па он ми вика, Тара, не пеј толку, чувај глас. Чија беше идејата за спотот? Не знам, некако јас, Роберт и Зонде, режисерот, почнавме да се дружиме многу последно време и цело време, не знам, искрено. Заеднички? Да, заедничко и се надоградуваме со идеи цело време и така функционираме. И за Луд сум по тебе и за би те одбрал само тебе. Одличен спот. Нели? Одличен. И среќни сме што баш као што замисливме, целиот проект ќе речам и песната и спотот си се поклопија и убав завршеток си имаш и да. Кажи ми од Макфест, дали си задоволен, кои се впечатоците? Па Макфест мислам дека му треба уште малку, не знам, еве, поддршка од вас, медиумите, и ние едноставно да престанеме веќе да кукаме леле, во Македонија нема ни фестивали, нема ни музика. Тој наш менталитет. Да, што повеќе веруваме ние во тоа и толку повеќе ќе ни верува и публиката, што повеќе се трудиме да правиме добри песни. Така и повеќе ќе не слушаат. Имаше ли фаворит? Искрено? Искрено? Искрено. Па имаше добри песни, али еден издвој го. Ајде. Па не знам, искрено. Не се фокусирав нешто фаворити, искрено. Има потенцијални хитови. Да, има доста добри песни излегоа на Макфест годинава. Има некои 4-5 добри ствари. Сериозно што се надевам дека фаворит да издвоиш како еден немаш. Сега за сега немам, а и не е колегијално сега. Многу сте вие пријатни. Абе, што да ти кажам, за политика сме спремни. Морам да те прашам сега за една ситуација, имавме прилог за тоа, нашите колеги Зуки и Васе влегува по соби. Дали знаеше прво, кажи ми? Не знаев. Не знаеше? Искрено? Добро не знаеш. Нешто се начу дека ќе има тоа влегување по соби додека се спремаме пред настапот, зашто тогаш е најеуфорично, сите се некој кој е гол, кој е недошминкан, кој е недосредена девојка или машко, невидно. Зоки, Васко, да, ти се налутија. Добро, сега... Но морам да те прашам зошто избега, извини Нина, зошто избега од нив? Зошто избега од нив, зашто ја не ги очекував. Ја не ги очекував сега, јас по гаки... По гаки беше? По гаки бе, да. И ја тука се спремам, знаеш, и тап на врата се појавува Зоки, се појавува Васко, се појавува камерман. И ја не знам што да правам. Фаќање камерманот, тој со камера. Паднеш се камера? Со се камера почна да се влече лево десно. И си го фати овака да не снима, си влегов у веце поштено, клуч на врата, снимајте што сака. Ти направија, туку имаат интересни прашања за тебе, па речи ако може пуштете ги. Да видиме. Хајде да видиме. Здраво Александар, дали е вистина дека си во врска со мажена девојка? Од мене имаш прашање дали е точно дека си бил во полиција затоа што си бил под алкохол и си направил голема тепачка. Поздрав до сестрите. Поздрав и до вас. Ова е стварно жешка емисија. Жешка емисија, ти кажавме да. Ова се шпекулации, ќе кажам, нема врска, ништо не е вистинито, да. Не сум бил у полиција до сега. И што беше друго, со мажена жена, дали сум бил во врска? Не. Не се деси. Чи јавно одбиваш дека ова се шпекулации? Така? Ова се шпекулации. Абе 100%. 100%. Хајде да видиме што викаат сега нашите колеги. Шала.
Шала. Да. Сепак да се... Зоки си дека си го знаеш. Зоки, какво прашање може Зоки да ти постави освен вакво нешто. Но не му се допадна... Али така треба, тоа е ова е веќе шоу бизнис. Така. Аплауз има за мене за ова. Добар аплауз, Јас добар аплауз. Јас би. Но не му се допадна нешто на нашиот друг колега Сергеј Варошлија. За него коментар пред да пуштиме што вели нашиот колега. Што ќе кажеш? За Сергеј? Го гледаше ли прво? Дали виде се што Да, кажеш? го гледав и искрено ни се навредив ни ништо. Почнаа да се јавуваат луѓе зашто е многу гледане Сергеј реално. Почнаа да се јавуваат некои пријатели, такви, знаеш, ало, што му е на овој, кај да го најдам, кај да го викам, луѓе олабавете се, викам. Прва работа човекот ништо не ме навредил. Туку напротив и право е, зашто јас на сликата, баш на сликата, она сум застанат токму како што коментира. Тоа се случи случајно. Имаше една кола и ја пред да влезам на фестивалот викаат ајде вика да те сликнеме и ја на брзинка, она застанав се подпрев и излегов како Ајде погледнеме што вика господинот Сергеј Варошлија. Како тоа изгледаш? Да, како изгледаше тоа? Може ли да погледнеме? Можеме, да. Катастрофа. Леле Тарабунов. Абе, јаки. Драгче се исплаше што го пукнав балонот. Драгче бил на Макфест и ми рече дека се изгледал катастрофа. И не можев да замислам како изгледа таа катастрофа, додека колегава што беше на Макфест не ми ги донесе снимките за да видам каква катастрофална модна комбинација е ова. Прво, и он стои исто така као така, на бензинска пумпа сме, малку сме на нива, малку сме на нешто сме као на улица. Нема ништо во себе господствено, нема ништо фино. Многу досадна комбинација модна, сатенски ревери на таква лилакова боја на сако. Не, на сликата црна кошула, црни панталони. Па подобро ќе беше да беше облечен целото црно. Наискрено ви кажам, и да ги немаше сатенските ревери на оваа комбинација. Многу лош изглед, не е ова ин, не е ова аут, и нека погледне како изгледаат светските изведувачи, што се на некој повисоко ниво и како они ја третираат модата. И они не се сликаат така као шмекир сум нешто брате, одно нешто модило рате од джет нешто, ама сум облекол успуто дело, не си катастрофа! Не, Сергеј, не знам дали завршил нешто за глума или за комедија, значи човеков се смеат луѓе многу, значи стварно интересен е. Чија беше идејата за овој стайлинг? Идејата целиот стайлинг е на синьори, тие ми се пријатели и сега моментално за така поважни настапи, они ме облакаат. Али сега добро си бев облечен ја реално, али тука на сликава некако лошо сум застанал. Овој пат промашиле нешто. Да. Па, добро. До душа јас те видов во живо и не делуваше толку, ама на сликата. На сликата сум стварно катастрофа. Ако се повтореше Макфест, дали би го сменил стилот? Дали ќе го земеше примерот? Па зашто не? Или советот на Сергеј? Тоа е исто и мојата мајка имаме еден настап на Идол, тоа е пред 9 години, колку 2009 беше. И пеев една песна од Maroon 5 и цел сум облечен во црно, значи од дело, кошула, себе во црно. И мајка ми вика, сине, вика, најубав ми беше, вика, кога беше цел во црно, па зашто да не се омакна. Толку беше интересна реакцијата на Сергеј, што веќе во втората емисија те коментира, можеме и тоа да го погледаме како изгледаш. Не можам да им гледаш и да преминем преку овој изглед. Ја стварно мене сака да ми пукне душава од овој изглед и од оваа поза и од тоа така он застава со раката на струк. Без, како што вие, што сака да бидат манекенки, да бидат квази старлети, сте така, како целите сте накршени, така е овој. Не му се лутиш. Не. Никако не му се лутиш, бидејќи нели ти си јавна личност, а и она е компетентен фала му за за модата. рекламата, реално, зашто како викат и лоша реклама е добра реклама. Е добра реклама, како? Сепак е реклама. Сепак е реклама, да. Морам да те прашам, еве, да се пошегуваме малку посериозно. Зошто го криеш толку приватниот живот?
од медиумите, од јавноста, сепак си јавен. Скоро ништо да не се Зашто? знае. Како скоро ништо? Па скоро можеме да За откриеме девојка, за да. нешто, за такво, за љубов? Па никогаш не си открил дека имаш девојка, Тоа никогаш ми е- не тоа ми е сме За Злобен девојка прашуваме, не мислиме Тоа ми за е ништо. школа од татко ми, да ти кажам се. Школа или никогаш си немал девојка сега? Како бе, никога сум Па имал не знам, девојка. не сме те виделе. По настан не ја носиш. Да. Имам Па забележено сакам дека не ја... Тоа што си е, значи емоција, љубов, си го чувам само за себе. Мислам дека не ми треба во оваа работа да се експонирам дека ја нешто многу сум заљубен или не знам што, за рака да се држам со девојката. А не си заљубен нешто многу? Сега не, сега не. Значи, тоа Сега е не. причината. Сега не. Сега не, да, бев. А колку време си во врска? Не, бев. Беше. Бев, да. Ти се Ајде да ни допаѓа? откриеш. Ајде, кога беше во врска? Кога Па, раскина? кога раскина? Кога раскина? Пред едно, ќе фатат едно 3 месеци, еве. Значи се уште ја сакаш. Па не, Сте во комуникација. Сега, а пред Не, не, камерите нешто откривме. Не? не. Добро. Еве нешто открив сега, Нешто. да не биде. Да не биде се. Дека не, Добро, дека се добро. Да не се добро. шегуваме, нели, претерано, да ни кажеш што ќе можеме да очекуваме од тебе во иднина. Па, Што се спрема по бит одбрал само тебе и Макфест? не знам искрено. Моментално сум фокусиран само на песнава, на промоција, на настапи. Еве вчера имавме настап во Радовиш со мојот бенд на Самонијада. Самун или Сомун М Татлија, така е настано. Тоа е голем фестивал на како што се пастремалијади, питијади, знаеш. И таму имаше голема посетеност, многу убаво поминавме. Малку сум изморен, значи ова све ми се фати Макфест. После Макфест имавме, продолжи да трае Макфест. Почнавме да се дружиме сите, знаеш, на кафе да излеземе и така. И не сум одморен баш и пред да дојам во емисија одспав едно 40 минути да земам така сила. Дали е ова почеток или едно враќање на Александар Тарабунов на музичката Да, сцена? многу сум фокусиран на работа. Ми се работи, никогаш не ми се работело толку како периодов. И сакам да направам нешто уникатно, постојано се трудиме, разговарам и со Роберт Билбилов и он како Останува ли постар. тимот ист? Па да, останува зашто моментално гледам дека ни лепи енергијата. Значи, мора да има прво муабет, зашто не можеш ти да штанцаш песни туку така. Ако сакаме да направиме нешто, Вистинскиот момент, така. треба да се фокусираш, да се најде карактерот на песната, за да може тоа и луѓето да го приметат. Ако ти веруваш у песната, и луѓето ги ти веруваат нормално. Нормално. Така да, за следна песна не знам уште Не се спрема се уште ништо? кој правец ќе биде. Не. Планови за албум? За албум веќе имам ја 20 песни, али не знам, некако албум не ми е, не знам, не ми е фокус моментално. Фокус ми е нови песни, тоа да бидат хитови и настапите нормално. За крај на емисијата да те прашам, дали очекуваш нешто Како бе посебно? краја бе, уште. Временски сме Толку ограничени, ни е, драги гледачи. Сергеј така, Варошлија, толку е јас времето за си Добро, за мислам крај за што, за тебе. крај? Дали очекуваш нешто од новата песна? Да стане голем хит, некакви очекувања? Искрено да, верувам и очекувам. Гледам дека на социјални мрежи луѓе ја постираат постојано на Инстаграм, гледам дека веќе и радијава почнаа да вртат македонска музика, ја вртат бите одбрал само тебе. И зашто да не? Што Зашто да повеќе не? се слуша песната, толку, значи јас верувам дека е добра и ти еве. Како што кажав, да. Што ти ми Сите кажа ние, дека е да. добра? Да. Да, многу луѓе ми кажаа дека е добра песната, така да зашто не? Верувам да? дека ќе стане хит. И јас ти посакувам На цела добар среќа пат, да на стане добар хит. пат Да, да стане. да. Тука некаде ќе го заокружиме нашиот разговор и ќе ти се заблагодариме што дојде, одвои време за ексклузив. Ви благодарам. И со Јас сите ти нели се новитети и планови што утре нели ќе планираш да ги објавиш за македонската јавност, ќе ги видиме тука испрезентирани и сега ќе се дружиме. Ви благодарам што одвоивте време на оваа гледана телевизија да бидам гостинен. Ти благодариме. Тоа беше денешното издание на Ексклузив со нашиот одличен гостин Александар Тарабунов, а нема да ви кажам што следува затоа што знаете. Пријатно од нас. Чао, чао.